Во економијата половата поделба не игра улога, таму постојат мерливи параметри, во микрофинансиските организации постојат јасни параметри за исполнување на условите и кога се соочуваме со статистиките кои покажуваат дека жените многу потешко доаѓаат до кредит од мажите, тоа не е резултат на одлука базирана на пол, туку е резултат на објективните околности во кои жените кај нас живеат. Тие се најчесто не се собственици на имотот, имаат послабо образование, особено во руралните средини, и се под силно влијание на околината да не почнат бизнис, да се посветат на семејството и свесни се дека дури и тогаш кога ќе почнат, имаат најчесто само една шанса, за разлика од мажите. Ако не успеат, тоа го сметаат за многу поголем неуспех отколку мажите, постојат такви разлики, иако жените, според сите истражувања, се многу подобри кредитокорисници. Многу помала е стапката на деликвентност во отплатата на кредити. Многу ретко се случува жени да злоупотребат кредит добиен на доверба и напротив, тие се најчесто многу поквалитетни корисници на кредит, но се и многу попредпазливи во користење на кредит и го користат најчесто, според нашите истражувања, кога навистина нема друга опција. Главни предизвици за женското претприемништво остануваат објективни и субјективни. Во објективните предизвици доминира инфраструктурата. Ние немаме развиена инфраструктура во смисол на дигитални финансиски услуги пред се. Ние, за жал, имаме многу рурални средини каде што нема банка, нема пошта, каде што може да се уплати дневниот промет, каде што може да се плаќаат сметки, што представува сериозен проблем, нема ни патишта, нема елементарна инфраструктура, нема интернет. Ние се соочуваме и со такви проблеми. И во такви услови претприемништвото е многу тешко и за мажи, и за жени. И кога ќе се додадат социјалните фактори и околината во руралните средини, тогаш женското претприемништво станува речиси невозможно. И навистина станува прашање на храброст и ретко уверување да се почне. Второ, ние сме објективно многу слаб пазар. Кај нас сите бизниси, во посебно помалите и микробизниси, кои се 99% од економијата, се ниско профитни. Се работи за мали, доминантно занаетчиски дејности од 1 до 2 вработени, што директно влијае на можноста да се отплаќаат кредитите и да се земаат кредити прилагодени за потребите на тие правни субјекти. Исплатливоста на кредитите е проблематична, бидејќи ако вие земате заеми од, како што најчесто ние даваме, 200 евра, 300 евра, 500 или до 1000, трошоците поврзани за тие заеми се исти дали ќе дадете заем од 200 евра или од 20.000 евра, а можноста да ја наплатите таа услуга е многу помала во проценти. И затоа често се потенцира таа заблуда дека каматите се најважниот елемент. Тоа не е точно, особено кај микрокредитите. Кредитите се како лек, вреди тогаш кога ви треба, нели? А ако во моментот не обезбедите ликвидност, бескаматниот кредит кога не ви треба, ништо не ви значи. Така да кај нас треба да се работи на тоа, на подобрување на пристапот до пред се финансиски услуги. Дигитализацијата, немаме друг начин, патишта не можеме брзо да изградиме.
филијали на банките не можеме да направиме во сите села и градови и затоа дигитализацијата е решение на кое и ние работиме како сектор и кои силно ќе подобрат позицијата на жената, не само како предприемач. Не смее да заборавиме дека економската еманципација на жената е дел од севкупната еманципација. Најголема причина зошто жените остануваат со насилниците во семејството е економската зависност. Не можеме да очекуваме жената да го напушти насилникот ако нема сопствени приходи и затоа и сметам дека Министерството за труд и социјална политика треба да биде партнер на платформата за женско предприемништво, како што е веќе Министерството за економија, бидејќи прашањето на женско предприемништво не е само економско прашање, туку е прашање и на социјална компонента, и без тоа програмите што се дизајнираат, за жал, не ги земаат во обзир социјалните компоненти, тие се класични економски програми, а жените едноставно не се во можност да ги искористат, бидејќи не поседуваат имот, како што кажав, од истите причини зошто не можат да земат кредит, не можат да земат ни помош. Во Македонија има пари, има големи средства од државата, наменети за разни форми на поддршка. Ние сме сведоци дека само мерките за активно вработување оваа година достигнаа 30 милиони евра за една година. Кога ќе се додадат другите средства, тоа се 40, можеби и повеќе милиони евра кои се тука и кои би требало сериозно да го подобрат и женското предприемништво и предприемништвото во целина, но за жал ефект не гледаме, или барем не е видлив, може би постои, но немаме анализи кои тоа ќе го покажат. И цениме како микрофинансиска заедница дека јавниот сектор мора да го делегира доделувањето на таа помош на оние на кои тоа им е работа. Управување со кредити и со грантови е занает. Тоа не е работа на државните службеници кои имаат други обврски. Ние како заедница сме спремни да преговараме, да разговараме и да го превземеме тој товар, како што, например, Развојната банка ги пласира средствата преку комерцијалните банки. На државата е потребен агент кој ќе одлучува непристрасно, врз база на параметри кои се видливи, а кои ќе ги договориме заедно, во диалог, но на државата и треба оној кој е присутен на терен. Ние сме секаде, ние сме на секоја нива во државата, во секое село, во секоја црква и џамија, ние разговараме со сите. Тоа е предноста на микрофинансискиот сектор и цениме дека државата треба подобро да ја искористи оваа инфраструктура што ние можеме да ја понудиме.